Od mnogo škola nема, за да се вработат магистри и доктори на науки започнаа обука за преквалификација. Разни области, од кои особено 13 струки се актуелни во моментов за 13 центри или сектори за вработување, за иновацијска дејност, центар за маркетинг, има центар за заштита на права од интелектуална сопственост и така натаму. Значи ли ова дека образовниот систем не е во корелација на потребите на пазарот на трудот, особено на стопанството? И луѓето се повикани, кој оди за продавач, кој оди за, не знам, пилјара држи или некоја трговија и така натаму. Не е доволно да се повикаат само странски компании и нашите луѓе да склапаат ремења за заштитни за колите или не знам кои кабли, ќе ги врзуват, а човекот завршил економски, завршил лекар. Ваквата поставеност на работите, освен за кадрите, е лоша и за економијата на државата. И се претвараме во полигон на ефтина работна сила која што нема своја стратегија за иден економски развој со по-нагласена профитабилност во работењето, по-позитивни и подобри резултати. За положбата во која се нашле на магистрите и докторите денес не им се зборуваше. За нив во моментот најважно е да се обезбеди работа и екзистенција. Вработување, да. Дали сте можеби разочарани од титулот која имате? Не. Напротив, горд сум. Само во источниот регион на списокот на Агенцијата за вработување се наоѓаат 5 доктори на науки, по еден во Кочани и Пробиштип и тројца во Штип. Освен нив, вработување чекаат и 86 магистри од регионот.